Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552 или на имејл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. Зовриената воена состојба на Блискиот Исток будно се следи од македонската влада, а состојбата во Република Македонија е стабилна и ќе се реагира, ќе се преземаат конкретни мерки во зависност од реалните потреби и настани. Снабдувањето со гориво е во ред, а резервите со кои располага нашава земја се доволни за да бидат задоволени потребите за подолго време, па немало потреба од паника. Владата прави и големи напори за да бидат вратени во Македонија сите наши државјани кои побарале да заминат од кризните подрачја. До сега се вратени дел од Израел со авионот на македонската влада, што полетал од Египет, а дел си дојдоа со Ер Србија преку Белград. Во наредниве денови веќе се склучуваат договори со авиокомпанија, која со чартер летови на државна сметка ќе евакуира македонски државјани од другите погодени подрачја. Околу 500 лица се интересирале за евакуација од Блискиот Исток. Македонска воена делегација, предводена од началникот на генералштабот генерал-мајорот Сашко Лавчиски, е во работна посета на вооружените сили на Соединетите Американски држави. Генералот Лавчиски имаше средба во Пентагон во Вашингтон со заменик председателот на Сдружениот генералштаб на вооружените Американски сили, генералот Кристофер Махони. Во разговорот било потврдено 3-децениското партнерство и соработката меѓу двете армии, како и за учеството на нашите војници во повеќе мировни мисии. Станало збор и за сегашните предизвици и закани на светско ниво, со посебен акцент на влошената состојба на Блискиот Исток и потребата за заекнување на регионалната и меѓународна соработка за справување со современите закани. Во прва официјална посета на Република Македонија беше генералниот секретар на НАТО Марк Руте. Тој се сретна и разговараше со неговата домаќинка председателката Гордана Силјановска-Давкова, со премиерот Христијан Мицкоски и со спикерот на парламентот Африм Гаши. Генералниот секретар на Алијансата се обрати пред пратениците во Републичкото собрание и ја посети касарната Илинден. Руте ја пофали Македонија дека игра значајна улога во заштитата на безбедноста на Западниот Балкан и дека НАТО секогаш смета на нашава земја. На заедничката пресконференција со председателката Гордана Силјановска-Давкова, Руте рече дека Република Македонија нема да биде оставена сама, туку ќе била бранета од НАТО, доколку би била вовлечена во конфликтот. Председателката Силјановска укажа дека е неопходно во НАТО да се надминат разликите, оти Алијансата не е само воен сојуз, туку и заедничка визија, нагласувајќи дека мора да ставиме крај на вештачките причини и рампи, кои се пречка за членството во Европската Унија на нашава земја, а најголемата гаранција за мирот и стабилноста на Унијата е и заедничкото членство на Западниот Балкан во Европската Унија. Првиот човек на НАТО, Марк Руте, при посетата на касарната Илинден со порака до македонската војска, цитирам, "Останете безбедни и чувајте не да сме безбедни." Кампања покрена македонското меѓународно движење за човековите права, за да биде вратено старото уставно име на државава Република Македонија. Првиот председател на независна суверена Македонија Киро Глигоров одбил $100 милиони мито од Грција, за да го сменил името на Македонија.
Тоа го покажуваат документи од 1992 година, кои неодамна се ставени на увид од архивите на Американската разузнавачка служба ЦИА. Значи тогаш и покрај тоа што имала земјава потреба од економска помош, меѓутоа Глигоров одбил приватна понуда од грчки функционер од 100 милиони евра, зашто условот бил да го смени името на Македонија. Глигоров ги оценил грчките барања како целосно неразумни, изјавувајќи оти Македонија нема никогаш да прифати такво нешто. Од ВМРО ДПМН по повод овој случај обвинуваат дека ако Киро Глигоров одбил 100 милиони за промена на името, тогаш колку пари имале земено Заев и Филипче за продажбата на името Македонија. А Европската Унија изготвувала построги правила за прием на нови членки. Ке се види колку, како и што тоа ке значи за Република Македонија, која над 20 години остана во место на европскиот пат поради уцените и барањата. Прво од Грција, кога беше прекрстена Македонија, а во последново време со уцените од Бугарија. За бугари во уставот наш да сме впишеле. А каде се македонците во Бугарија, кои немаат права на самоорганизирање? Откако е оваа влада на власт, реалниот бруто домашен производ расте во републикава во просек со 3,5%, а во последните 6 месеци порастот бил 3,8%. Тоа се податоци кои ги објавува Евростат. За 2026 година очекувањата се бруто домашниот производ да е меѓу 3,5 и 4%, што зборува дека економијата е консолидирана, а политиките кои ги води оваа влада вродуваат со плод. Се разгледуваат доста мерки што би се презеле за да се справи државава со евентуални економски турбуленции и последици. Државна ревизија открила низа неправилности, хаотичност во дело до управувањето, како и финансиски злоупотреби во Министерството за односи меѓу заедниците, кое тогаш беше раководено од министерот Груби, што сега е во домашен притвор по 14 месеци бегство надвор. Според ревизијата, недостасувале 30 компјутери, дел лица земале плата без да се провери дали доаѓале на работа, нафта се точело без усули и така натаму. Откако председателот на опозицијската СДСМ Венко Филипче, Република Македонија ја споредил со Иран и Венецуела и дека нашава власт била со слични карактеристики на тие авторитарни режими, одма му возврати од владеачката ВМРО ДПМН. Дали Филипче мислело ти некој му верува кога кажува такви работи? Па ако Македонија била како Иран или Венецуела, тогаш дали тоа што СДСМ беше на власт 7 години значи дека Заев бил ајатолахот, а Филипче негов проповедник? Стружани цел месец макамача со загадената и небезбедна вода за пиење. Две фирми 10 години копале камења и земја на само 1 километар од главните извори шум, кои ја снабдуваа Струга со вода, и ете ги последиците. Предходните градоначалници и институции ништо не презеле за заштита на изворите. Се бара брзо расчистување на потресниот настан, кога мајката Ивана со 6-годишната керкичка го загубија животот паѓајќи од балконот на 6-ти кат во Скопската општина Карпош. Од полицијата информираа дека дента кога настанала трагедијата имало кавга и оти сопругот ја тепал на страданата жена. Кога дошла полицијата, таа изјавила оти имало недоразбирање кое ќе го решела, зашто побарала развод. Но откако заминала полицијата се случила трагедијата. Мажот Стојан е уапсен, а против него имало 10 кривични пријави, меѓу кои за дрога и насилство. Се врши истрага дали било убиство или самоубиство. Јавното обвинителство проверува и дали имало неправилности и кривично дело и во други институции. На патот Демир Хисаркичево во тешка сообраќајна несреќа ке селото Сопотница, од коловозот излетало возило управувано од возач од селото Жван, кој настрадал. Во битолското село Добромири, во куќен двор, собственикот пронашол минофрлачка граната од Првата светска војна. Стручни лица безбедно ја подигнале гранатата која ќе биде уништена. А повеќе од половина век оваа популарна радиопрограма Оро Македонско
се емитува на северноамериканскиот континент, а се слуша и надалеку во светот, афирмирајќи ги македонското име, македонскиот јазик, минато, сегашност, музика и вистина. Оваа голема мисија на Оро Македонско продолжува, благодарение на поддршката, разбирањето и добрата волја од Алеки Димитар. Тие се собственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони, па вие секогаш кога сакате да купите нов или постар камион, побарајте ги Алеки Димитар. Уште една информација. Македонија учествуваше на 60-тиот јубилеен меѓународен саем за туризам во Берлин, Германија. Македонската делегација имала повеќе средби, контакти, разговори и договори, зашто поголема туристичка соработка и посета на гости на нашава земја, како и за заеднички настап на трети пазари. Учеството на саемот во Берлин е уште една потврда дека се продолжува со активната промоција на туристичките можности и понудата на Македонија. Лани нашава земја ја посетиле околу 92.000 германски туристи. Тие особено интерес имале за Охрид и Скопје со околината, како и за винските тури, за македонската храна и природни убавини. Еве тоа беше изборот на информациите за ова јавување одобде од стариот крај, за радиопрограма во Оро Македонско. Драги слушатели, пријатели, драги браќа и сестри, ценети наши македонци, почитуван колега, уредничи и водител, Бошко Рајчовски Пелистерски, на сите вам ви посакувам да сте среќни, најсреќни, да имате добро здравје, добра мисла, убаво расположение, каде и да сте, со кого и да сте. Karanfilo, karanfilo, filo, mome ti karanfil ne nosiš. Karanfilo, filo, mome ti karanfil ne nosiš. Ti karanfil ne nosiš, mome, ti karanfil ne nosiš. Ti karanfil ne nosiš, mome, a karanfil mirisaš. Ti karanfil ne nosiš, mome, a karanfil mirisaš. Друшките ти носеја, моме, друшките ти носеја. Друшките ти носеја, моме, ама не мирисаја. Друшките ти носеја, моме, ама не мирисаја. Пред да ја слушнеме пораката за 8 март, денот на жената, да ја слушнеме ова поезија посветена на жените. Македонска поезија. Жените кои знаат да љубат, не говорат многу. Ниту пак те величаат до небеса. Не бараат звезди да им симнуваш. Туку сакаат со тебе во нив да се пулат. Таквите жени нежни и грижливи се. И напати здодевни, кога те прашуваат дал си јадел и дал арно облечен си. Тие жени знаат да те напишат, дури и тогаш, кога по нервите им одиш. И кога им иди да те протресат од бес. Тие галат со само еден прст, по кој сета љубов од себе ја даваат. И ти поминуваат по образот, до величната коска и усните, а права да мислиш, оти во нив влезен си. Таквите жени, оние кои знаат да љубат, знаат кога 5 чекори назад да се вратат.
оти во својата љубов за тебе, себе не се забораваат. Не отпуста гордост или горшлива суета. Туку оти себе, ако не се сакаат, нема ни тебе да може да ти дадат. Таквите жени по твој збор усти гризат и во матката се држат како мајка чедото, како сестра болниот брат, како љубовница, која нозете околу тебе силно ги стиска и не те пушта да излезиш од неа. Жените кои знаат да љубат, ретко љубени се. Оти не секој знае како да ги чува. Оти тие не се држат со прстен, ниту може со сладки зборови да ги врзиш. Таквите жени плетат цинчири од жилите кои во телото им се. И со нив за твоето срце се врзуваат. И нема азно со кое ќе ги намамиш. Ниту светкави дребули со нив ако ги накитиш. Ако душата не ти јасета тие жени, жените кои знаат да љубат, љубат ретко и силно. Љубат онака како што никој не знае да љуби. Со страст и бол. Со вкоренец ти во нивните утроби. Оти поинаку нити знаат, нити можат. Ете, пиле, такви жени имам, жени кои знаат да љубат, дури тогаш кога љубени не се. Ана Бунтеска. Недела 8 март, денот на жената. Најпрво јас и мојот поликултуролог Стојче Панчевски сакаме на нашите колешки Милка, Нела, Анета и Фиданка им го честитаме празникот 8 март, пожелувајќи им добро здравје во својата фамилиарен живот и како досега и понатака добра заедничка соработка. Од моје лично име, честит 8 март до моите ќерки Сандра, Анита и снаата Реј, а во име на Стојче честит празник на супругата Мими, ќерката Дијана и снаата Каролина. Исто така најубави честитки по повод празникот 8 март, денот на жената, честитки примете од нашите спонзори кои ја испреќаат и следната порака. Жената дома представува како расветан карамфил. И не треба само на 8 март да се купува цвеќе, туку секој ден по една роза, а за возврат ќе добиете по една дузина баклежи. Тоа се аманет од нашите спонзори. Почитуваат ни наши мајки, сопруги, ќерки, сестри, внуки. Честит 8 март, денот на жената. Честит 8 март од нашите спонзори и тоа. Лил Сизар Пица и фамилијата Илич, Вилбур Кија Фор Кар Дилер и менаџерот Менде Талевски, Алек и Димитар, партнери на двете компании Infinity Truck Cell и Truck Partner Company. Председателот на Македонската алијанса Георгија Ѓорѓ Атанасовски и нивниот Кинг Ѓорѓ заедно со братот Јосиф и на сите жени им честитаат празникот 8 март, денот на жената. Колку близко телефонот, толку близко е стариот крај кој патувате со агенцијата на нашата сонародничка Анета. Доктор Луи и доктор Кристофер Хецес од заболекарската ординација во Стерни Хајтс, погребалните куќи Менџик Фунерал Хом и Ворен Фунерал Хом, Спиро Тречевски на својата сопруга Весна и на сите жени ви го честитаат празникот 8 март, посебно на мајката Гина. Тоа се најубави честитки по повод овој голем празник 8 март, денот на жената, од името на нашата радио Оро Македонско и нашите спонзори следува и оваа песна. Честит 8 март, денот на жената. Денес градот мириса на цвеќе, насмевки цветат насекаде.
Секој чекор носи нешто поголемо, љубов што срце ја предаде. Во твоите очи светат звезди, силна си повеќе од збор. Секој ден ти нов свет создаваш. Ти си живот, ти си простор. Нека се слушне гласно сега, секоја жена е сјај. Ти си радост, ти си нега, ти си вечен мај. Среќен 8 март, нека цвета свет за сите жени, љубов и лет. Среќен 8 март, песна нека грми за срцата што светот го држи. Среќен 8 март, ден на сјај, ти си сила без крај. Нека се слави твојот глас, занеси секој ден за нас. Твоите раце градат утре, од надеж права дом. Во секоја битка што ја водиш, ти си победнички гром. Мајка, сестра, љубов и сонце, во тебе топлина живее. Каде и да чекориш ти, ново утро се раѓа и се. И кога тишина ќе падне, ти си светлина пак. Во тебе животот станува песна посилна од мрак. Среќен 8 март, нека света свет за сите жени, љубов и лет. Среќен 8 март, песна нека грми за срцата што светот го држи. Среќен 8 март, ден на сјај, ти си сила без крај. Нека се слави твојот глас, денеси секој ден за нас. Денес небото со тебе пее, свекиња во боја на сон. Секоја жена е чудо живо, свет со горивотон. Среќен 8 март, среќен 8 март, денес срцата слават гласно. Среќен 8 март, среќен 8 март, жено ти си свет прекрасен. Тешкото. Зорли штом диво ке писнат, штом тапан ке грмне со подземенекот. Во градиве зошто жал лута ме стиска, во очиве зошто ми навира река. И зошто ми иде да плачам ко дете, да превијам раце, да прикријам лик, да гризам јас усни, стегам срце клето да не пушти вик. О, тешкото, старцика и да тебе. На чело им мисла, во очи им влага.
и првиот чекор по меката трева е тежок и бавен со здржана тага. Но рзнува тапан и пискот се крева и молња блеснува во сечи глед. И напред се пушта, се стрелка се слева стегнатиот ред. Постарците момци се фаќаат скокум. Не издржа срце сив сокол во клетка. Не издржа пламен жив потулен во око. Не издржа младост што сака да летне. Се залула танец, се затресе земја и чиниш се корне стресенио век. И околу трпнат редиштата темни и враќаа тек. И чиниш се врасло кипнатово оро со исконска сила за земјава наша. И во него шуми на реките зборот, и во него рика див ветер и страшен, и во него зреат узреани житја и вечерен мирис се разлева тих. И земјата дише во пролетна ситост со запален здив. И душата чиниш народот мој мачен, во тешково оро се уткала сета. Век по век што трупал се попуст и мрачен, од крвава мисла, од робија клета. Век по век што нижел од корава мисла, за радост на челат за подобар свет, од песна за љубов што гине со пискот, кој жера во лет. О, тешкото! Кога во мрак те гледам, на очиве магла ми напаѓа сура. И одеднаш бескрај се протега редот, и ридие се губат в пустелија штура и ете, кај иде од маглата матна, се сенка до сенка се еден до друг. Во бескрајно оро син оди по татка, по деда си внук. Времињата мачни се нивното поле, а нивната свирка на прангите звекот. Главите им се наведени доле и покрот се врват се чекор по чекор. О, времиња, што ве мрак родот мој минал, кој збор ке ми каже за вашата стрв? Кој збор ке ми каже за ужасот зинат над пустоши крв? Кој број ке ми каже на лутите рани, на пламнати ноќи, на пеплишта пусти? Кој на срце болки ке изреди збрани, на очи сози и клетви на усти? О, тешкото синџир ти беше на робја, од калеши моми и невести ред, со врзани раце в плен што ги погнал насилникот клет. О, тешкото синџир ти беше на робја, се дури не стана народ во листена гора, се дури со јадот од векови собран не повете бујно бунтовничко оро. Се залула танец низ крвие и оган, и повик се зачу и грмеш во чат. Те разне се сегде бунтовната нога по родниот кат. И денес, во слобода во нашите села, јас прв пат ороштом сретнам. Зар чудно е солза да потече врела? Зар чудно е болка јас в срце да сетам? Од вековно робство, мој народе, идеш, но носиш ти в срце дар златен и пој. Пченицата твоја тришплодна ќе биде и животот твој.
јас не зборувам. Свети Климентовата, Свети Кирил Методиовата, Гоцевата, Чентовата, Бошковата крв течи во моите вени, клокоти, рика и ме тера да плачам како дете. И ме тера силно на глас да викам: вие сте мојот македонски народ. Вие ми припаѓате мене. Јас друг народ по крв и вера немам. Јас ми припаѓам вас, а вие ми припаѓате мене. И од ова поетска вечер, од овој жагор на децата од училиштето, од ова училиште, каде почнав за прв пат да го учам македонскиот литературен јазик, кофициран од Блаже Конески, академикот, неслучајно, мојата стихозбирка ја наименував и ја посветив на академикот Блаже Конески по повод 100 години од неговото раѓање. И од ова место испреќам две пораки. Првата порака која требаше да ја слушнат политичарите Сјојдоа, не смееше и да можеше не смееше да го смени името Република Македонија. Бараме тоа наше свето име да ни се врати назад. И втората порака. Поетите домаќини, поетите во диаспората, само преку поетското перо да го градиме, да го браниме и да го чуваме ова парче земја, зашто се што имаме, тоа е Република Македонија, тоа е етничка Македонија. Авторот на песната Тешкото, Бошко Рајчовски Пелистерски, инспириран од силината на пораките и речта на стиховите од великанот Блаже Конески, која остави како аманет на генерациите и на иднината големата вистина, дека јазикот ни е татковината. Значи Бошко не случајно рекол дека неговата песна Тешкото е една капка во океанот, кај толку моќната поетска симфонија на Конески. Тешкото. О, тешкото. Тешко оро, разиграно водам по коритото на Вардар. И гледам како Вардар се влива во Егеј. Ги гледам и го слушам гласот на орачите, косачите, гласот на жетварите. А таму долу, во длабочината на синото море, го слушам гласот на рибарите, на силен глас како пеат. Еј, Вардаре, Егеј и Пирин кај ти е? Еј, Вардаре, срам да ти е, што се откажа од нашите браќа и сестри. Во Егеј, Пирин и Мала Преспа. О, јас не зборувам. Свети Климентовата, Свети Кирило Методиевата, Гоцевата, Чентовата, Бошковата крв тече во моите вени, клокоти и ги пара моите гради и ме тера да плачам како дете. Ме тера силно на глас да викнам: вие сите сте мојот македонски народ. Јас друг народ по вера и крв немам. Вие ми припаѓате мене, а јас ви припаѓам вам. И од ова поетско каче на уромакедонско испраќам две пораки. Прво, владата не смееше да го смени името наше библиско, македонско, и бараме да си го вратиме назад. И втората порака, до поетите домакини, до поетите во диаспората, само преку поетското перо да го градиме и да го чуваме ова парче земја. Зошто сее што имаме, тоа ни е Република Македонија. Тоа ни е етничка Македонија. Зурлиштом диво ке писнат,
Штом тапан ке грмне со подземе некот. Во градиве зошто жал лута ме стиска. Во очиве зошто навира река. И зошто ми да плачам ко дете. Да превијам раце, да прикријам лик, да гризам јас усни, стегам срце клето, да не пушти вик. Што е тоа што останува, кога тишината ќе стане премногу гласна? Останува гласот, врежан во чекорот на тешкото, сплетен во нишката на везилка. Глас што не замолчува, туку сведочи. Тапанот, тоа е ехото на оние што газеле пред нас, чии чекори не биле само оро, туку марш низ вековите. Секој поскок еден илинден, на еден војвода, на една заклетва пред камата и револверот. Секој негов чекор е чекор на Крушевската република. Оној пламен што гореше само 10 дена, но остана да ни ја топли душата со векови. Кога Блаже ја визеше везилка, тој ја визеше нашата судбина. 2 конца паре од срцето, драги. Едниот црне, а другиот црвен. Го зедовме црниот конец. Ние зедовме сета наша несреќа, сите предавства. И од нив искаивме штит. Тоа е црнината на мајките од Ваташа кои ги оплакуваа своите 12 синови. Тоа е тагата од екзодусот на децата бегалци од Егејска Македонија. Го зедовме црвениот конец, крвта на Гоце, пркоста на Питу Гули, пламенот на Црешовото топче и направивме знаме што гори. Тоа е црвената зора на слободата, која изгреа кога сите мислеа дека е ноќ. Слушајте ме добро. Денес јас го извлекувам белиот конец. Тој бел конец е коската на македонецот што не се крши. Тоа е белината на нашиот образ што не го извалкавме пред никого. Конецот на слободата, на мирот, на нашата иднина. Везот не е готов. Приказната продолжува. Да бидеме тој бел конец што ќе го доплете везот. Да бидеме тој удар на тапанот што ќе ги разбуди заспаните. Ова не е само минато. Ова е наш завет. Ова не е само мој говор. Ова е гласот на Даме, на Гоце, на Јане. Гласот што станува кога се друго ќе исчезне. Гласот што вели тука сме. Жилави како вековен дап. Непокорни како планина. Горди како македонски рис. Гласот што станува не е в учебниците што сакаа да ни ги преправат. Тој глас е крвта што вреска кога сакаа да не прекрстат. Ние не сме народ од вчера и нема да бидеме народ утре. Ние сме вечност од 10 букви. Додека удира тапанот, додека се везе црвено-црната судбина и додека ова сонце ни го пржи образот, Македонија е жива. Бидете тој удар на тапанот. Грмете, за да не да заборават. Грмете, за да знаат дека Македонија не е само наше минато, туку наша судбина и вечна слава. Дево владичице, нескверна Богородице, радуј се невесто, невестна. Девојко, мајко Господарке, ти руно се оросена.
синови и керки на Александар, браќа и сестри македонци и сите други, Македонија живее и ќе преживее, како пиреот, како феникс, кај што тоне, таму извира. Негде ќе те премолчат, негде ќе те сокријат, кров со крова ќе покријат. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови, заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. А причеста ние примаме за живот вечен и таа нема никаква поврзаност со настапувањето и со моментот на настапувањето на биолошката смрт, но и како има поврзаност со вечниот живот. Нема христијански идентитет без да го јадеме и пиеме телото Христово и тука сум категоричен. Пример, луѓето се плашат кога ќе им дојде свештеник да ги причести кога се болни, дека еве готово ќе настапи смртта. А причеста ние примаме за живот вечен и таа нема никаква поврзаност со настапувањето и со моментот на настапувањето на биолошката смрт, но и како има поврзаност со вечниот живот. Нема христијански идентитет без да го јадеме и пиеме телото Христово и тука сум категоричен. Драги слушатели, иселениците од село Љубоно, кои живеат во Детројот и околината, ве покануваат на својата селска слава Светијата нас летен, кој ќе се одржи во сабота 9 мај, со почеток 4 часот попладне до 10 часот навечер, во Македонскиот културен центар на Света Богородица во Стелни Хајц. Почитувани, на наше, но сигурно и на ваше големо задоволство, ве известуваме дека традицијата продолжуваме да го правиме она истото што го правиле некогаш нашите дедовци и баби, кои заеднички ја прославуваат ова селска слава Светијата нас летен во нашето Љубоно со една голема игранка со богата трпеза и добра музика. Заради тоа ве покануваме сите љубанци, преспани и македонци да дојдете и заедно да го прославиме овој празник Љубанска слава, ке се одржи во сабота 9 мај со почеток 4 часот попладне до 10 часот навечер. Влез се $50, а за деца $20. Во црква, некои не одат затоа што немаат време. Некои не ги сакаат свештениците. Некои мислат дека се премногу добри, немаат потреба од црквата. Црквата не е само објект создаден од човекот. Да беше така, црквата одамна ќе беше разурната и немаше да постои. Црквата е создадена од Господ Исус Христос, ќе постои во веки векови. Црквата е болница за нашите души. Во црквата нашите души се исцелуваат.
Господи, и чудни се Твоите дела. И ниједен збор не е доволен да ги испее Твоите чудеса. Велик си, Господи, и чудни се Твоите дела. И ниједен збор не е доволен да ги испее Твоите чудеса. Велик си, Господи, и чудни се Твоите дела. И ниједен збор не е доволен да ги испее Твоите чудеса. Едно сообщение, драги слушатели, до вас од Илиноис, Индиана, Милвоки. Ве покануваме да ја слушате во живо македонската радиопрограма Оро Македонско секоја недела од 3 часот по пладне чикашко време на Бирач Broadcasting 1080. На истата радиостаница Voice of Macedonia од 1 до 2, а Оро Македонско од 3 до 4. Ви благодараме. За да не одиме во црква и да присуствуваме на божествената литургија. Некои не одат затоа што немаат време. Некои не одат затоа што не ги сакаат свештениците. Некои не одат бидејќи мислат дека се премногу добри, не крадат, не убиваат и немаат потреба од црквата. Некои мислат дека верата се ја носат во нив и немаат потреба од ништо друго. И уште безброј други причини. Црквата не е само објект создаден од човекот. Да беше така, црквата одавна ќе беше разурната и немаше да постои. Црквата е создадена од Господ Исус Христос и ќе постои во веки векови. Нашиот символ на верата е дека ние веруваме во една света, соборна и апостолска црква. Во црквата се служат светите тајни. Црквата е болница за нашите души. Во црквата нашите души се исцелуваат. И како што кажал апостол Јаков, како што телото без дух е мртво, така и верата без дела е мртва. Спонсор на денешното интервју е Вилбрук Kia Ford Motor Company, телефон 630-986-5000. Јас сум Сања Цинцева, а вие слушате Радио Оро Македонско. Човек. Не ли ви е чудно да дојде на гран човекот што бега 14 месеци и ако тој човек не е персонов интерес на оваа земја, значи 14 месеци кога ја напушти земјата, кога шмугна преку блаце, напише дека имал приватна работа, чим ќе заврши приватната работа, ќе се врати. Човекот збор се врати. Сега ми викаат мене колегите, многу траеше. Траела, некои приватни работи траат. Така е. Си трае, ова си трае 14. И човекот си дошол. И сега вие да си го пуштите туку така дома. Не го пуштам јас. Не, вие сте дел од тој сакал никел. Јас не пуштам никол. Сега гледайте, господин Утковски, вие сте на 24 август 2024 година именуван од владата за управител на затворот Скопје, што се вика Шутка. Да, колоквијално. Сега, ја не би именував. Да именуваше владата која што главен партнер во таа влада е партијата ВМРО ДПМН. Не сум ја. Сега тако ве ставила, значи вие сте во некоја рака делегирани од оваа влада, што значи дека не можете да се излечете со да кажете јас не сум од тука. И ја дека не знам каде е лево, знам само десно каде. Не, знам и право каде. Ако знаете каде е право, гледате ме право очи и кажете ми, не ли ви е чудно? Една работа е дали ми е мене чудно или не, законскиот основ што кажува. Кажете ми вие, не ли ви беше чудно, прашам го човек. Не ли ви е чудно да дојде на гран човекот што бега 14 месеци и ако тој човек не е персонов интерес на оваа земја, значи 14 месеци кога ја напушти земјата, кога шмугна преку блаце, напише дека имал приватна работа, чим ќе заврши приватната работа, ќе се врати. Човекот збор се врати. Сега ми викаат мене колегите, многу траеше. И стравот од одговорност ги направи заложници на криминалот. Ниту едно пратеничко прашање од страна на СДС кон членовите на владата за Артан Груби. А толку беа гласни изминативе 3 дена со измислување на десетина тези за кои народот секако не им поверува.
Но вистината, почитувани, полека, но сигурно излегува на површина. Стравот од можните искази на Артан Груби за криминалите на поранешната власт на СДС и ДУИ очигледно го притисна паник тастерот во Бихачка. Дури и подпредседателката на СДС, Јованка Тренчевска, отиде чекор понатаму, посочувајќи дека за еден од случаите во кои се сомничи Груби за сторен криминал, кривични пријави треба да добијат и неговите колеги од тогашната влада. Толку многу ли знае Груби што некои поранешни функционери би биле подготвени да се жртвуваат? Дали паник тастерот во СДС го притисна кланот Заев? Дали стравот кај Вице и Зоран Заев на вистина толку е голем, па затоа СДС со Филипче на чело застана во одбрана? Затоа ли Спасовски, Филипче и Зечевич делуваат видно вознемирени? За криминалот на крајот има само еден одговор, а тоа е правдата. Порад Балканот во индустрија за ширење омраза. Драматургот Јордан Плевнеш во гостување на бугарскиот национален сервис отворено зборува за методите кои користат балканските политичари со цел поголем успех на избори. Пред почетокот на изборната кампања во Бугарија, тој предупредува на опасноста од пропагандата. Афирмирам една дисциплина што е многу ретка на Балканот, се вика балканофилија. Бидејќи политичките елити го претвораат Балканот со политички методи во индустрија на омраза и тоа им носи гласови на избори. Разбирате? Значи, тоа уште Гоголј во Мртви души го кажал дека и мртвите души ќе гласаат ако има добра пропаганда. Според Плевнеш, тоа е најмалку потребно, особено во овој регион, бидејќи сите балкански народи се блиски меѓу себе. На Балканот има нешто што ги поврзува сите балкански народи. Тоа е, вика, мислата дека окован во тело духот растеше како цвет во камен. И тоа ги поврзува сите балкански народи. Тоа е балканската цивилизација. Затоа Кирил, затоа Кирил и Методи рекоа цивилизација на љубовта. Инаку, поради прифатениот француски предлог од страна на власта предводена од СДСМ и ДУИ, Македонија во моментов е блокирана на европскиот пат поради уцените од страна на Бугарија и не може да ги отпочне преговорите за членство во Европската Унија. Тоа беше излагањето на мојот личен пријател, амбасадорот Јордан Плевнеш, кој беше во посета во Бугарија. Čuka, Makedonka koga pe, jedno je srce v gradištu čuka, Makedonka koga pe. In the Bible, Acts 16:9, and a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, "Come over into Macedonia and help us." Acts 16:10. And after he had seen the vision, immediately we endeavored to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them. Acts 16:12, and from thence to Philippi, which is the chief city of that part of Macedonia, and a colony. And we were in that city abiding certain days. Acts 18:5, and when Silas and Timotheus were come from Macedonia, Paul was pressed in the Spirit, and testified to the Jews that Jesus was Christ. Acts 19:21, after these things were ended, Paul purposed in the Spirit, when he had passed through Macedonia and Achaia, to go to Jerusalem, saying, "After I have been there, I must also see Rome." Acts 19:22. So he sent into Macedonia 2 of them that ministered unto him, Timotheus and Erastus. But he himself stayed in Asia for a season. Acts 19:29. And the whole city was filled with confusion. And having caught Gaius and Aristarchus, men of Macedonia, Paul's companions in travel, they rushed with one accord into the theater. Acts 20:1. And after the uproar was ceased, Paul called unto him the disciples and embraced them, and departed for to go into Macedonia. Acts 23, and there abode 3 months. And when the Jews laid wait for him, as he was about to sail into Syria, he purposed to return through Macedonia. Romans 15:26. For
Во 1912 година Балканот експлодира. Не поради една војна, туку поради векови потисната омраза. Балканските држави се подготвуваат. Османлиското царство е во криза. Долготрајните конфликти влегуваат во завршна фаза и во 1912 година започнува заедничкиот напад на балканските сојузници. Србија, Бугарија, Грција, Црна Гора, сите против една империја. Османлиите се повлекуваат. Но мирот е лага. Сојузниците се караат за пленот. А пленот е Македонија. Јаболкото на раздорот. Бугарија напаѓа, но останува сама и губи се. Македонија е поделена. Илјадници бегалци, нови граници, стари рани. Балканските војни завршуваат, но нивната сенка се уште е тука. Со мастило, со потпис. Потоа, истрел, Кресненската клисура. Околу 400 луѓе. Ајдути, селани. Одлука, 5 октомври 1878 година. Заседа, Чад, Барут. Победа, слободни села. Формиран е воен штаб. Ставен е печат. Започнува македонското востание. Кресна не беше крај, туку почеток. Следува Илинден. Животот веќе ме учеше како се преживува. Мајка ми и татко ми заминаа за подобра иднина. Така велат возрастните кога си заминуваат. Но за едно мало срце, иднината не значи ништо кога сегашноста ти е празна. Останав со дедо ми и баба ми. Тие беа мојот свет. Но кога ќе дојдеше ноќта, јас не сакав приказни. Сакав мајка ми да ми ја трдне косата од лицето. Сакав татко ми да ме праша како ми поминал денот. Никој не виде колку тивко плачев. Никој не слушна колку гласно ми недостасуваа. Поминаа години. Се роди брат ми. Јас бев далеку, но срцето ми беше покрај него. Сонував еден ден да бидеме заедно. Да му бидам сестра како што треба. Не само име во телефон. Кога конечно дојдоа да ме земат, веќе не бев дете. Имав 11 години и премногу тишини во себе. 5 години борба со документи, со системи, со туч свет. 5 години да се докажуваш дека заслужуваш да бидеш со своите. Се вратив дома. Продолжив. Учев. Работев. Се борев. Никогаш не се пожалив. Секогаш бев силна. Барем така изгледаше однадвор. А однатре? Однатре бев уморна. Потоа брат ми дојде. Тој беше дел од мене што никогаш не порасна. Со него повторно се смеев искрено. Со него чувствував дека нешто ми е вратено. И тогаш, животот повторно ми покажа дека ништо не е за секогаш. Тој замина. Не за ден, не за празник. Не ќе дојде пак. За секогаш. И тогаш сватив што значи вистинска празнина. Кога некој не ти фали само во деновите, туку во секој здив, во секоја мисла, во секое утро кога ќе се разбудиш и на секунда ќе заборавиш, па пак ќе се сетиш. Тие денови не живеев, само постоев. Луѓето зборуваа со мене, а јас ги гледав, но бев далеку. Работев, и приватно, и државно. Се смеев кога требаше, се борев кога мораше, но ништо не можеше да ја замени празнината што ја остави. А љубовта? Се надевав дека ќе ми биде спас. Но понекогаш, љубовта не доаѓа да лекува, доаѓа да земе. Некои луѓе не те сакаат за срцето, туку за користа. И пак остануваш сам, со сите своји рани. Но знаеш што е најболното? Што научив да живеам без да очекувам, без да се навикнувам на за секогаш.
затоа што научив дека за секогаш може да исчезне во еден миг. Сепак, јас стојам. Не затоа што не ме боли, туку затоа што болката стана дел од мене. Јас сум девојчето што плачеше тивко, сестрата што изгуби дел од душата, жената што се уште верува, иако животот многу пати покажа спротивното. И ако некогаш се прашуваш како сум преживеала, не знам. Само знам дека срце што еднаш научило да издржи, може да носи болка за секогаш. Националисти. Брдне сме скрс. Сакаме Македонија кој што сакате сите вие, ама Вевчани го сакаме тропочи. Ние сме вечити опозиционери. Вечито сме против сите неубајни што се пред во ова земја. Во парче од рај што Господ ги има напрено на земјава. Ние сме вечити критичари на све што се прави овде, во Македонија. 364 дена годишно шетаме без маски. 365 ден редиме маска за да дојдете сите вие во Вевчани и да видите како сте изгледале преку цела година. Може да ви зборува уште 3 дни и 3 ноќи за Вевчани и све што е вевчанско. Ама едно сакам да оклаите в глав. Осетот за патриотизам, осетот за инет, борба и љубов кон својата земја. Кој што ние вевчанците го такаме Вевчани, така сите македонци да е сакен Македонија. Кренете еднош глата и фалете се дека сте македонци. И уште едно сакам да речам. Сполај ти Боже што су вевчанец. Ние вевчанци Там
си жив дома да те врати, да си жив дома да те врати, да си жив дома да те врати. Четири жални вести. Застана песната, но песната твоја и понатака ќе се пее. Во Торонто почина естраден уметник Мери Мајнас, родом од Егејска Македонија. Во Чикаго почина Гоче Ѓорѓевиќ Дораковски, родом од село Љубојно. Во Детройт на 93 годишна возраст почина Фаника Казакова, родом од Егејска Македонија. Останаа да жалат керките Викторија, зетот Јосиф Грезловски и другата керка Марика, зетот Дейвид, како и зетот Џорџ Бисимов. А на тој свет ќе ја пречека сопругот Кочо со керката Ленче. Чикаго е во шокираност од со 42 годишната возраст на Драган Коруновски. Ништо не ни останува, освен да му речеме Бог да го прости, судбината била таква. Тешко. Тешко родител кој треба да испрати чедо на тој свет. Бог да ги прости и вечна им памја на Мери Минас, Гоче Дораковски, Фаника Казакова и Драган Коруновски. Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 247, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото колешке.